Великден е спој на верата и традицијата. Почнува на Велики четврток, уште пред изгре сонце, кога домакинките ги бојодисуваат првите 3 јајца. Првите 3 јајца се вапцуваат на Велики четврток, пред изгре сонце, за да не ги види сонцето, и затоа според верувањата не се расипуваат со години. Старите адети кажуваат дека взори на Велики четврток треба да се вапца барем едно црвено јајце. Првото вапцано јајце му се наменува на Господ и се нарекува Господово јајце. Второто е за домакинот на семејството. Третото за берикет и за стоката. За првото јајце се верува дека има магична моќ, па затоа неговото место е под иконата. Во народните преданија се вели дека со него се лекуваат одредени болести. Обичаите велат дека домакинката не треба да биде гладна кога започнува со вапцувањето на јајцата. Треба да касне макар еден залак хлеб, зашто наводно, доколку вапсува на празен стомак, таквите јајца не носат радост, туку би можело оно што ги вапцува да биде несреќен и болен. Сепак и во вапцувањето на јајцата, како во сите други нешта што се работат, секогаш е најважна добрата мисла. Така што ми излезат првите сончеви зраци на Велики четврток, домакинката или кој било што ги вапцува јајцата, ги буди најблиските со првото јајце им поминува по лицето, со зборовите: црвено, бело, дебело. Инаку, вапцувањето на јајцата за Великден е еден од најасоцијативните обичаи за самиот празник, што всушност представува символ на животот и на раѓањето. Црвената боја со која најчесто се бојат јајцата. Нејзиното значење на овој голем христијански празник е дека Господ Исус Христос со своето воскресение ја победил смртта. Црвената боја ја представува и Божјата сила и моќ, а воедно ја символизира и Христосовата крв, која Исус ја пролеа на крстот за спасение за сите луѓе на земјава. Тој обичај, според преданието, потекнува од чинот на Марија Магдалена, која по Христосовото страдање тргнала во Рим за да го проповеда Евангелието. Кога излегла пред царот Тиберий, му подала црвено јајце и рекла: Христос воскресе. Оттогаш, спроти Великден, христијаните ги бојат јајцата и со тоа го одбележуваат Христосовото воскресување. Најчудните великденски обичаи ширум светот. Со оглед на тоа што е можеби најголемиот христијански празник, за повеќето верници Великден представува ден за славење. Проследен со многобројни подготовки. Во различни делови во светот различно се слави Великден.
шваѓаните сакаат да го слават Валпургис, кој се одвива за време на ноќта на 30 април, а се прославува на тој начин што се пали оган за да се растераат злите духови и вештерките. Тогаш малите девојчиња се маскираат во вештерки и одат од куќа на куќа барајќи слатки. Но бидејќи Великден и Валпургис се близу според датумите, често се среќаваат малите вештерки како трчат наоколу и на Великден. Во Чешка, за време на Великденската недела, популарно е да се удира девојката или жената со помлазак, односно украсена гранка. Но не станува збор за свиреп обичај, бидејќи камшикувањето наводно било за доброто на жената. Всушност, онаа жена која ќе биде удирана по нозете, цела година ќе ја следи среќа и добро здравје. Најкрвавото место за време на Великден се Филипините. Тама е обичај луѓето да се камшикуваат и распнуваат на крст, за да се потсетат на страдањата на Исус. Овој крвав обичај не успеа да го запре ниту Министерството за здравство. Не успеа да се изборат за стерилизирани клинци кои на луѓето им се забиваат на крстовите. За време на Семана Сенте, односно Великденска недела, низ Шпанија можете да видите чудно облечени луѓе со качулки на главите, како шетаат по улиците за останатите да ги потсетат на смртта и воскреснувањето на Исус. Танцот на смртта, како што шпанците го нарекуваат овој ритуал, почнува на полноќ, а завршува во 3 часот изутрина, со застрашувачки костури кои во кутии носат пепел. Во Норвешка, на самиот Великден, се решаваат крими мистерии, а најчесто убиства. Издавачите тогаш публикуваат специјални изданија, така наречени великденски трилери. Норвежаните толку го сакаат овој обичај, што дури и на опаковките од млекото ставаат крим загадки кои граѓаните би можеле да ги решаваат. Билби е популарна чоколадна маскота на зајак во Австралија. Во остатокот на католичкиот свет, чоколадното зајче е еден од најубавите и најдрагите символи на Великден. Но австралијанците не го поднесуваат, бидејќи го сметат за штетник кој им ги уништува посевите.